Во наредниве минути од емисијата Вис Спорт разговараме со првиот човек или стратегот на одбојкарскиот клуб Струмица, кој што сериозно чекори кон одбрана на двете титули во годинашнава одбојкарска сезона во машка конкуренција, Кире Ричлиев. Се разбира, одбојкарите на Струмица ги одработуваат првенствените надпревари, но се пласира и во големото финале од одбојкарскиот клуб на Македонија. Покрај мене е Кире Ричлиев. Ричлиев полека финишира шампионатот, иако уште неколку кола остануваат од првенството. Но колку кај вас како стратег, како тренер и човек кој што ги води конците во одбојкарскиот клуб Струмица има место за задоволство од она сработено, лидери сте во шампионатот, но и во финале од купот. Но лично ти за околу задоволството до сега? Па сигурно, еве, двете цели се исполнети. Првата цел е финалето на купот, втората цел е освојањето на првото место и пласманот во плейоф на преврувањето. Секогаш првото место носи и посла противник во плейофот, значи и подолго време за екип да се подготвува за финалната средба во плейофот. Знаете, кога се игра тој финален надпревар, секогаш сите екипи имаат големи амбиции, сите екипи сакаат да бидат шампиони, така да никогаш, поготово во купот, не се знае, така да ние овој надпревар мудро го очекуваме, се уште има околу 20 дена за финални анализи, така да верувам дека полека екипата ќе се спреми баш колку биде најпотребно. Мислите, зборуваме за дуелот со Весна Пробиштип како завршница од куп титулата, или? Да, така, бидејќи одиме чекор по чекор. Првата цел не е освојањето или одбраната на купот, како што рековте. После втората цел не е финалето на плейофот, така да прво во полфиналето ќе има сигурно после противник, тоа е екипот на Шутов или екипот на Лешок, така да ќе имаме повеќе време за некои подобри подготовки и на крајот финишираме после некаде 1-2 мај со финалето на плейофот. Редоследно, ви останувате уште неколку кола од првенството за да се дојде до финалната пресметка со Весна Пробиштип од купот. Какви се противниците во овие 4 последователни кола од шампионатот од првенството? Ќе остане ли Струмица на лидерската позиција? Со овие два сета што ги освоим против екипот на Вардар, ние веќе и теоретски сме прво место, затоа играчите можеби прерано се израдуваа на тоа и има уште 3 кола од шампионатот. Сега во сабота играме дома со екипа на Шутова, во среда гостуваме во Пробиштип и наредното коло, последното коло со екип на Лешок, фактички на околу 15 април завршаваме со регуларниот тек. Значи, во овие 3 кола мора да освоиме минимум 6 бода за да освоиме и првото место теоретски. Така да играчите, јас верувам дека имавме малку напорен дел, бидејќи играме ностоп среда сабота. Немаме голем фонд на играчи, така да овие 7-8 играчи го носат целиот товар. Јас верувам дека ова недела малку повеќе се одмориме, бидејќи играме дури во сабота и понека повторник ќе ги наполниме акумулаторите. Дали дуелот со Вардар во Скопје, каде што бевте поразени од 3:2, беше она единствена солуција дека потребно беше еден поен да се освои, или сепак заморот ги престигна одбојкарите, бидејќи многу ретко слушаме и сме навикнати Струмица да губи оваа сезона? Апсолутно, знаете, во психиката секој човек е тоа што е зацртано, тоа да оствари. Ние со овие два сета и тоа го остваривме, теоретскиот дел за нашето прво место. На крајот петиот сет секогаш е рулет, бидејќи стига до 15 поени, заврши со минимална разлика 15-13, така да ако беше до 25 поени сигурно ќе го освоев. Меѓутоа не може да не бидам задоволен, бидејќи целата е остварена, првото место е тука, стартуваме со позиција број 1 од плейофот, тоа е тоа. Првиот атак за одбрана на титулата е купот. Весна Пробиштип е тим кој што на некој начин може да се помине, може да предизвика страф, сепак станува збор за еден надпревар. Вака, гледајќи го вашите меѓусебни дуели до сега, што може да очекуваме? Сигурно ли ќе биде одбраната на куп титулата? Па добро, екипата на Пробиштип е доста искусна екипа. Мислам дека е најискусна екипа во овој шампионат. Ова година се појача и со Андонов, кој играше во Велес, сега се врати во нивните редови, така да репрезентира се Македонија, доста добар играч. Меѓутоа, сега знаете, и ние имаме големи адути, бидејќи нашата екипа, иако е составена од млади искусни играчи, меѓутоа со нашиот адут е работата, нашиот адут е докажувањето на секој надпрев, така да јас верувам баш кога треба нашите играчи ќе се мотивираат. Еве така беше и на последните два надпревари во купот со Вардар и во шампионатот со Вардар, баш кога требаше играчите дадоа максимум.
целата ја остварија и не можам да не бидам задоволен. Каде ќе биде завршницата од одбојкарскиот куп на Македонија? Може ли ОК Струмица да го донесе финалето во машка конкуренција и во женска конкуренција или пак ќе биде надвор од Струмица? Дали сте размислувале за апликација или може би веќе одбојкарската федерација на Македонија одлучила каде, бидејќи сепак Струмица е одбојкарски град каде што сите очекуваат да ја видат титулата овде во Струмица? Ако се пласираше екипа на Наковски воли во финалите, сигурно ќе аплициравме двата тима да се овде да се одигра финалниот турнир, меѓутоа се уште нема лицитација, се уште нема конкурс, така да јас мислам дека екипата на Универзитетот ТЕТ во женскиот тим имаат некои големи амбиции ова година, не е чуни таму да биде, меѓутоа каде да се игра, еден куп натваре, сите сили ќе бидат таму насочени, така да тога без игра без пардон секогаш. Рековте дека Весна Пробишти може би една од најискусните екипи кои што може да му парира на одбојкарите на Струмица. Дали со Весна Пробишти се гледат и во финалната пресметка за освојување на шампионската титула? Не, мислам дека Вардар ќе победи, бидејќи два надпревари играат на домашен терен. Секогаш овие надпревари завршуваат со мали искри, меѓутоа сепак мислам дека квалитетот и работата е на страна на екипата на Вардар. Пробишти иако е искусна екипа, меѓутоа имаат малку проблеми со односот во играта, дисциплината во играта, и мислам дека Вардар ќе биде повторно противник во финалната серија. Може ли да очекуваме навистина интересна финална серија, имајќи ги во преди досегашните дуели што ги одигравте со Вардар? Ваша перцепција, иако се уште е рано, нели? Има уште во мај. Сигурно, за сите овие финални надпревари одлучуваат нијанси. Иако кажем дека квалитетот е на наша страна, меѓутоа знаете кога нешто се мора, тогаш е тешко. Меѓутоа и лани така сеќавам со екипна Пробишти првиот меч овде беше многу тежок, мислам тежок психолошки. После играчите се ослободија, се соколија и немаше проблем. Во три надпревари го решивме финалниот дуел. Меѓутоа пак кажам, има уште многу да се работи, значи цел месец, така да многу е важно да се задржи здравствениот билтен да биде во најдобар ред, да нема повреди и играчите, јас веќе ги знам подолго време, баш кога треба тие се мотивираат и секогаш го дават максимумот. Господин Решлиев, освен со првиот тим, вие сте стратегот и на оние младински погони. Струмица дефинитивно е одбојкарски град. ОК Струмица неколку сезони е во врвот на македонската одбојка, иако би рекол, можам слободно да констатирам, некако дека се занемарува одбојката во нашава земја. Колку сите овие сегменти ги одвраќаат младите да бидат со одбојката или пак напротив ги се интересираат, ги копкаат да бидат со овој спорт? Како стоиме со младинските погони во машка конкуренција? Сега го очекуваме младинскиот Final Four, веќе сме таму пласирани. Во кадетска конкуренција има една надпревар бараж и таму ќе стигнеме до Final Four-от. Сигурно ќе се бориме повторно за прво место, може би повторно ќе ги одбраниме двете први места, знаете, лани бевме и кадетски и младински шампиони. Меѓутоа не е тоа, секогаш многу во денешно време спортот дојде да играат тие што имаат пари. Тоа е многу лошо. Додека не се направат хомогени селекции. Хомогена селекција се мисли на по висина, по раст, по младост и така натаму. Групите кога бидат кога се работат без некој да плаќа пари па да врши притисок, тогаш ќе има повторно спорт. Не само за одбојка, зборуваме за сите спортови. Ебе гледајте ви нашата кошарка, колку школи, а нема 2-3 големи таленти што се види. И еве женската одбојка има толку многу масовност голема, меѓутоа изостанува хомогеноста. Тоа кога се прави хетерогена група, тоа е тешко и самите тренери бидејќи ги метнуваат децата во 30 деца во една сала, два играчи, мислам два тренера, што може да направат? Едноставно фали топка, ти право бегај. Тоа е тоа. Значи, целата работа е во, ако клубите се вратат, да имат здраво финансирање. Еве, новиот закон за финансирање може би нешто ќе се промени. При тоа се нешто одговлечува, се нешто те сега ваучери, те сега некои други потврди. Каскаме со финансирањето. Ако се реши финансирањето, тогаш јас знам дека има кај нас голем број ентузијасти кои што сакате да работат и знаат квалитетно да работат, ќе направат големи таленти. Меѓутоа, како што сега поставиме ситуацијата, е доста тешко со тоа плаќање, со тоа не може клуб да екзистира од партиципација на неговите члени. Се знае, се треба буџет и треба пари каде што ќе се вложат во тие деца и нормално добри тренери. Ова намерно го постави бидејќи македонската А селекција во одбојка некако е на самиот врв, ајде да кажам, во таа Европска лига.
Но јас не сум слушнал, не сум прочитал дека имаме младинска селекција во одбојка, па кадетска селекција во одбојка, каде што треба да се гради еден одбојкар. Коригирајте ме ако грешам. Како стоиме на тоа репрезентативно поле во оние млади селекции, каде што на некој начин треба да очекуваме доправа да се бранат боите на македонската репрезентација? Да, сега година нашите млади селекции одат на балкањади, кадетски, младински, пионерски и така натаму. Знаете, одбојката е еден од тие спортови кои се уште се со голем ентузијазам ги работат балкањадите. Еве за ваша информација, на нашите балкански првенства учествуваат дури 11 репрезентации, тоа мини европско првенство. Тука се на Турција, Србија, Бугарија, Руманија, да не кажем Грција, се европски велесили во одбојка и многу е тешко да дојдеш до победа, а не камоли да дојдеш да освоиш некој балкански шампионат. Тука е право мерило за нашата работа да видиме до кај сме стигнати. Меѓутоа пак ќе кажам, ако се направат добри селекции и самата федерација ако почне да работи, има спортски школи во Скопје во слоп на средното физкултурно училиште, наместо одбојка влезе тенисот. Значи, некој дали не сака да ни помогне или не сака да ни даде шанса да се докажеме, само за ваша информација, женската одбојка е најмасовен женски спорт во Македонија. Не е ни кошарката, ни ракметот, него женската одбојка. Тоа има многу играчи, сега не можеш ти од толку многу деца да не извадиш 15-20 таленти кои ќе работат во тие спортски школи, кај што и самите тренери ќе со своето знаење ќе допринесат да има и талентите да се усовршуваат. Пак ќе кажам, спортски школи требаат, меѓутоа се доаѓа од клубовите. Ако клубовите се средени, ако клубовите имаат пари за финансирање на сите млади категории, еве може да ви кажам дека во нашиот клуб ден денес кога играчите патуваат младите категории зборам, никој не плаќа ни за пат, ни за судии, ни за дури се дава и храна. Тоа дека во другите клуби не е така. Сите сами се плаќаат и за патување, и за дури за судии плаќаат. Тоа е тоа. Се до клубовите. Ако клубовите имат пари да направат нешто, они ќе направат. Другите тешко. Значи тоа треба некоја промена. Го спомнавте законот за спорт тука. Дали треба некоја соодветна стратегија, промена некако одбојката? Иако масовен спорт во нашава земја, тешко доаѓа до израз и да се зборува во Македонија за неја. Единствено можеби оној настап на македонската селекција и финалните пресметки во машка и женска конкуренција може да слушнеме по медиумите за одбојката. Треба ли поинаква стратегија според вас, ослободување на некој начин? Не знам. Законот сега е добар, меѓутоа тоа е законот од добивката. И сега фирмата можеби ќе наместо да вложи во спортот, ќе вложи во некој, да кажем, во некој кола нова или во некој нов погон. Така да и овој закон тешко може да биде тоа што му треба на спортот. За ваша информација, сега одбојката точно ја стави на маргините во македонскиот спорт. За ваше сознание на вашите гледачи, женската одбојка е најплатен спорт, женски спорт во цел свет, бидејќи има многу голем пазар. Најдобро платената играчка во женски спорт негде 1,5 милиони евра на годишно ниво. Значи за 9 месеци и тоа се многу пари. Во Јапонија, Кореја, Кина, пазарот исто во Турција, Русија, да не зборам за Бразил. Се многу големи пари, тимови кои што имаат по 10-15 милиони евра буџет, каде што играчите земаат огромни пари. Така да, кај нас не се створи некоја фама тука за одбојката како спорт. А за ваша подобра слика, најскапата ракметарка во Европа, Негау, што е румунката, годишно плата има околу 220.000 евра. Разлика преку 12-13 пати, што е тоа, бидејќи ракметот нема пазар, а одбојката е многу голем пазар и ако имаш таленти и добри играчи, лесно ќе се продадат. Значи, колку што ве разбрав, имаме масовност, потребна е работа, а има побарувачка на пазарот токму од квалитетни одбојкарки. Верувам дека нешто ќе се сменат во тој контекст. Кога сме овде веќе кај репрезентацијата, Македонија повторно е во Европската лига, може да очекуваме конечно злато? Поиграме дома. Минатата година играме финале во Данска со екипата на Украина и морам да ви признам, екипата на Украина беше за цела класа подобро од нас. Дали нашите не беа спремни, дали меѓутоа не може да бидеш неспремен бидејќи веќе беа во тренажни процес околу месец и пол со веќе финални подготовки за купот за Европската лига. Сигурно тоа беше разлика квалитетот. Сега оваа година Украина ја нема во овој состав. Јас верувам дека
домашни терени, ако добро се подготвят, играчите знаат да играат, знаат дека ако играат добро за птаца, тога им се качува и цената, имаат добри трансфери. Така верувам дека ова шанса треба да се искористи. Како е чувството кај Ричлиев, ако си има во предвид дека на големиот дел од овие деца ги изградил токму Ричлиев, бидејќи половина репрезентација се струмичани, а сите се поминати низ рацете на Кире Ричлиев. Како е чувството кога ги гледаш овие момци? Па добро, сега знае сега што е големо задоволство. Тоа се играчи кои што се излезени од оваа сала, од оваа влага, од овие услови за работа. Знам дека тешко е, знаеш, секогаш кога се талентите, секогаш се стварат. Точно се стараат, но и тоа треба да ги најдеш, да ги створиш. И да се излезе еден талент, треба минимум, играч кој што нешто ќе значи во европската одбојка, минимум треба од 7 до 8 години макотрпна работа, плюс талент и плюс човек кој ќе стои ностоп на глава, ќе исправи грешки, ќе подобрува неговите способности. Не е лесна работа. Ама многу е задоволство кога ќе видиш дека твоите играчи играат низ разни држави, низ Европа, веќе заработуваат големи пари, веќе го носат државниот грб, така да стварно едно одлично чувство. Кога да направиме на паралела, може ли од тој младински погони, младинските погони на ОК Струмица да видиме нови Ѓорѓеви, Милев, Љавтов, да не ги набројам сега останатите, нека ми простат, дали гледаме потенцијал во Струмица, во одбојкарскиот клуб Струмица да бидат носители на овие момци кои што сега на својот грб го носат репрезентативниот дрес? Еве сега, ние во нашиот состав веќе имаме тројца матуранти. Така значи веќе имаме добра подлога за потомошно некоја надградба. Плюс тоа имаме нашите кадетски екипи фино работат, има околу 3-4 добри таленти кои што ако вложуваат доста време во салата сигурно ќе успеат, бидејќи кај нас многу се гаи се гаи едноставно, се работи доста со тие млади категории и мора да кажем дека 99% е работата, 1 и 2% е талентот само им служи полесно да сватат, и другото се работи само работа. Значи може да очекуваме дека Струмица ќе биде носител на македонската репрезентација и во иднина и понатаму, и само за крај Ричлиев. Еве, некаде 15 мај сме во моментов, дали Струмица ќе биде двоен шампион, односно да ја одбрани титулата, да биде и куп, да ја освои куп титулата и шампионската титула. Еве сега сме 15. Па јас се надевам, бидејќи сега сме прво место, се надевам дека на крајот повторно во предност на домашен терен ќе успееме да ја задржиме и на крајот заедно ќе се радуваме. Благодарам на ова интервју. Благодарам и на вас.